أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى. الحمد لله الملك الحق المبين، له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. Благодарност само припажа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Стигнавме до 26-тиот ајет од највозвишеното сура, суратул Бекара, во која возвишениот Аллах Азза ва Джел ни објасни една од работите кои многу често се повторват во Куранот, а тоа е воведување разни примери од страна на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Па велит во овој курански ајет: Инна Аллаха ла јастахи ан јадрибе мефелем ма баудатан фама фауқаха, فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Навистина, Аллах не се срами да наведе некаков пример, било да е комарец или нешто поголемо или помало од тоа. Па што се однесува до тие што веруваат, знаат дека тоа и тој пример е вистина од Господарот нивни, а што се однесува пак до неверниците, велат: што сака Аллах да каже со наведувањето на овој пример? Со тоа, со овие примери, Аллах многумина во заблуда ги остава, а многумина на вистинскиот пат ги упатува, а не ги остава во заблуда освен правите грешници. Од Ибн Аббас, Ибн Месуд и од група на асхаби се преноси дека рекле: кога возвишениот Аллах ги спомна двата примери за лицемерите, кои претходно испомнахме во Аллаховите ајети, мефелухум ке мефели леди стауқаде нара, а примерот нивния како примерот на оној кој запалил оган, и вториот пример во 19-тиот ајет, или како дожд од небо, пороен дожд. Кога лицемерите изслушнале овие два примери, рекле: Аллах е возвишен и голем за да наведува вакви примери. Зошто го рекле овие мунафиците? За да фоллет сомнеш во сорцата на верниците. За да фоллет сомнеш дека овие говор кој го носи Мухамед алейхиссалам не е од Аллах Азза ва Джел, туку е говор негов. Па Аллах субханаху ва таала го објави овие курански ајет: Инна Аллаха ла јастахи ан јадрибе мефелем ма баудатен фама фауқаха. Навистина, Аллах не се срами да наведе некаков пример, било да е комарец или нешто поголемо од тоа. Цел овие ајет, 26 и 27 ајет кој ќе го спомниме. Велит Катада рахимахуллах: навистина Аллах не се срами од вистината да спомене нешто, било тоа мало или големо. Ар-Раби ибн Енес рахимахуллах се пренесува дека рекол, и ове е други пример за овие курански ајет, од друга страна, со друга слика. Велит рахимахуллах: овој пример или ова е пример што Аллах субханаху ва таала го навел за дуњалукот. Комарецот, една од неговите карактеристики е тоа што живее се додека е гладен, а кога ќе се насити умира. Ова е една од неговите карактеристики. Па велит истото важи и за тие луѓе за кои е наведен овој пример во Куранот. Кога ќе се наситат со дуњалучки уживања и ќе се наполнат со него, тогаш Аллах Азза ва Джелле ги казнува и ги уништува.
Токму како примерот на комарецот. Како што Аллах субханаху ва таала рекол или вели во други курански ајат: "Фаламма насу ма ذُكِّرُوا бих, фатахна алейхим абваба кулли шей, хатта иза фариху бима уту, ахазнахум багтатан фа иза хум мублисун." И кога ќе го заборавеа тоа со што беа опоменувани, па на тој начин ги запостави Аллаховите одредби и наредби. Ние, велит Аллах азза ва джел, вратите на сите добри нешта ми отворавме. Вратите на сите хајрати и благодети му ги отваравме, а кога на тоа што им беше дадено ке се израдува, ке се смиреа и кога ќе помислат дека никогаш нема да ги изгубат тие благодети, тогаш велит Аллах азза ва джелле, ненаидено ќе ги казневме и тие одеднаш ќе изгубеат секаква надеж. Паѓаат во голем очај, па лишени се, велит, од секаков хајр и секакво добро. Па Аллах азза ва джел ни известува во овој курански ајет дека не сметат, Аллах не и сметат за беззначајни или безвредни ниту една работа преку која тој ни наведува пример, па дури и да е нешто многу ситно како комарецот. Како што не се срамит Аллах да создаде такво суштество, така и не се срамит и те истото да го земат за пример. Како што за пример има наведено и други работи како мува, како пајак и друго. Возвишениот Аллах азза ва джелле велит: "Ја ијухан насу дуриба матhalun фастами'у ла, иннал лазина тад'уна мин дуниллахи лан јахлуқу ذُبابًا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذ منه ضعف الطالب والمطلوب." Велит Аллах азза ва джелле наведувајќи други пример. О луѓе, ви се наведува еден пример, па послушајте го внимателно. Земајте поука од него. Навистина тие што ги повикувате, кои ги обожавате и му се молите наместо Аллах азза ва джел, не можат да создадат ниту една мува. Дури и сите да се соединат и да се обединат во тоа да создадат една мува. А ако мувата им зеде, им грабне нешто, нема да можат тоа онне да го одземаат. Слаб е тој што бара и тоа што се бара. Слаб е и оној кој ги повикува овие други божества, а слаби се и тие самите божества кои се повикат покрај Аллах азза ва джел. И велит Аллах субханаху ва таала во други пример: "Матhalul ladhina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabuti ittakhadhat bayta wa inna awhana al-buyuti labaytul ankabuti law kanu ya'lamun." Примерот на тие што земаат други божества, што земаат други заштитници наместо Аллах, е како случајот на пајакот кој си прави или кој си плете куќа, а најслаба куќа, пајаковата куќа, само кога би знаеле. И вакви примери имаш многу во Аллаховата книга. Како се однесуваат луѓето према овие примери? Велит Аллах азза ва джелле во овој 26 ајет: "Фаамма аллазина аману фаја'ламуна аннаху ал-хаққу мин раббихим." Ова е една група. Велит Аллах азза ва джел, па што се однесува до тие што веруваат, знаат дека тоа, овој пример и сите примери кои Аллах ги наведува, знаат дека тоа е вистина од Господарот нивни. Што значи дека оние кои цврсто веруваат со нивните срца и тоа верување го потврдуваат со своите дела, знаат дека овој наведен пример е вистина од Аллах субханаху ва таала. И тие се уверени дека е вистина, иако можда нема да знаат некои работи во детали или можда нема да знаат мудрост од тој пример. Без разлика, тие цворсто се убедени, затоа што знае дека Аллах азза ва джел, без разлика каков е примерот, Аллах азза ва джел не го дават беззначајно. Туку примерите имаат комплетна и совршена мудрост. И заради теа, иманот на верниците само му се зголем вид, а исто така станвет и јаки во нивниот ибадет и покорност кон Аллах азза ва джел. Ова е една група.
А спротивно од ова, велит Аллах азза ва джелле во продолжение: "Ва амма аллазина кафару фајакулуна маза арада Аллаху бихаза месала." А што се однесува пак до неверниците, тие велат што сака Аллах да каже со наведувањето на овој пример. Односно, оние кои не веруваат, кои не ја признаваат вистината и не се подчинати на Аллах азза ва джел, тие не ја разбираат мудроста на примерите што Аллах азза ва джелле ги наведува. Затоа приговараат, се двоумат, имаат сомнеш, а исто така и ги негираат. Или пак и друга група оними, и да ја сватат мудроста од тие примери, нивните јазици го зборуваат она што не е во нивните срца, па така Аллах азза ва джелле им го зголемува само нивниот куфр и нивното неверство. Откако ни објасна овие две групи, после Аллах азза ва джел ни ја кажа која е мудроста од овие примери. Па вели субханаху ва таала: "Юдиллу бихи кафиран ва јахди бихи кафира." Со овие примери Аллах азза ва джелле многумина во заблуда ги остава, а многумина на вистинскиот пат ги упатува. Ова е една од најголемите мудрости во овие примери. Што значи наведувањето на примерите во Куранот представуваат искушение и испит, преку кои испити се делат верниците од неверниците. За многумина овие примери се причина за заблуда, а пак и за други истиве примери се патоказ и упатство и причина за да им се зголеми нивниот иман, а тоа се верниците. И велит Аллах азза ва джелле на крајот од овој курански ајет: "Ва ма юдиллу бихи илла ал-фасиқин." А не ги остава во заблуда освен грешниците. Возвишениот Аллах азза ва джел овој пример и другите примери не го прави да биде причина за заблуда освен за оние кои се оддалечиле од неговата послушност, пошто Аллах азза ва джел не чини неправда. Не прави неправда на никого. Теа што тие се залутани, тоа што Аллах азза ва джелле ги одведе во заблуда, тоа е заради нивната непослушност кон Аллах субханаху ва таала. Потоа во 27-миот ајет возвишениот Аллах ни ги опиша овие грешници кои залутале во поглед на Аллаховите примери. Па вели субханаху ва таала: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Оние кои го прекршуваат заветот кон Аллах откако е даден и го прекинуваат тоа што Аллах го наредил да се одржува и прават неред на земјата, тие се токму губитници. Овие се тие залутани кои не ги примаат примерите или кои не ги прифачаат примерите на возвишениот Аллах азза ва джел. Аллазина янқудуна ахда Аллахи мин баъди мисақи. Оние кои го прекршуваат заветот кон Аллах откако е даден. А кој е тој завет? Тоа е наредбата од Аллах да се верува во Него и во сите Негови пратеници, меѓу кои и последниот Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем. Аллах азза ва джел овој завет го зел од многу народи, но посебно Бену Исраил, синовите Исраилови, се оние кои го прекршија овој завет и не го следеа она што Аллах азза ва джелле им го направи обавеза. Ова е едно од овие својства. Второ нивно својство: وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. И го прекинуваат тоа што Аллах азза ва джелле го наредил да се одржува. Како прво, ги прекинуваат фамилиарните врски. Ова е прво и основно. И друго, иманот и верувањето во сите пратеници и прифаќањето на нивните пораки и на нивниот шеријат, посебно шеријатот на кого? На Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем. И последното својство: وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, и прават неред на земјата. А најголемиот неред
кој мој да се направи на земјата е токму нивното неверство и негирвење на Аллах Азза ва Джел, на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем и негирвењето на овие примери. Инне ширке ла зулмун азим. Навистина ширкот е најголемиот зулум и најголемата неправда која може да се направи на ова дуња. Улаика хумул хасирун. Тие се велит Аллах Азза ва Джел токму правите губитници. Односно со своето неверство, со делата што ги извршуваат. Тие се навистина заблудени и пропаднати, па самите себе си се лишиле од вистинската и правата добивка. А која е таа добивка? Милоста на Аллах Азза ва Джелле и вечниот успех на ахирет. Заради теа што заработае нивните раце. Од овие два курански ајати велите Ебул Алија, велит ова се 6 особини на лицемерите. Кога лицемериве ќе добијат надмоќ и сила над луѓето, тогаш велит им се покажуваат сите овие 6 особини. А тие се кога зборуваат, лажат. Кога ветуваат, не го исполнуваат ветувањето. Кога им се доверува нешто, предавнички постапуваат. Го прекршуваат заветот на Аллах откако тој бил потврден. Го прекинуваат она што Аллах наредил да се одржува и шира неред на земјата. Овие се 6 својства на лицемерите кои ги покажуваат кога имаат снага над луѓето, кога се на власт. А додека кога немаат моќ над луѓето, кога се понижени, тогаш ги покажуваат само 3 нивни особини. А тие се оние кои се познати, кога зборуваат, лажат, кога ветуваат, не го исполнуваат ветувањето и кога им се доверува нешто, предавнички постапуваат. Ова јас сам рече, открива исто така внатрешната природа на лицемериве. Кога се моćни, кога имаат власт, кога се многобројни, тогаш нивното зло се шири на сите правци и на сите страни. Ама кога се понижени и кога се слаби, тогаш нивното лицемерство станува скриено за нивните лаги и за нивните изневерени ветувања и предавства. Но фала му на Аллах што имаат својства со кои верниците да и препознаат. Аллах Азза ва Джел, брече, од милоста кон своите робови им ја приближува вистината со разни начини, а еден од тие начини е и покажување на вакви примерни слики од стварноста, од работи кои ни обкружват околу нас, за поуката да стане многу појасна, како би се врежила во нашето срце и во нашиот разум. Го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни уцврсти на неговата вера. Го моля на возвишениот Аллах Азза ва Джелле да ни направи од она група на верници кои ќе и примаат овие примери од Аллах Азза ва Джелле и овие примери ќе бидат себеб за да им се зголеми нивниот иман. И го моля на Аллах Азза ва Джелле да ни уцврсти и да ни спои во Дженнетул Фирдаус со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва саллаллаху ва саллам ала набиина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи аџмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.